Иако ќе биде во овој процес од наредните 50 на години, ќе биде еден таков драстичен прелом каде што човештвото ќе оди кон една друга линија, односно ќе се врати кон Бога. Меѓутоа не можеме да очекуваме дека тоа ќе биде драстично и дека ќе биде баш од нашето дете, бидејќи нашето дете ќе треба да помине процес на страдање за еден ден да свати дека моите родители и мојот начин на живот до сега не беше добар, па сега дај да видам јас што можам преку Светото писмо, преку духовните значи чисти закони од Бога да се вратам на вистинскиот пат, бидејќи само на тој начин човекот во суштина и може да се спаси од овој наметнат општествен сатанистички, за жал, живот. Живееме во една дигитална ера во која што се одвива преку интернетот. Значи, доволно е да отвориме на апликација Facebook или Instagram, да скролнеме 1-2 минути и да влеземе, што се вели, во центарот на градот или во центарот на светот. И бидејќи во светот, нели, најмногу живее таа темна страна и луѓето се одадени на материјализмот и себичноста и алчноста и да живеам поголем луксус и само за себе да гледам. И каде што владе колку ти подобро ќе успееш да направиш пари од другите луѓе, толку си поуспешен и повреден во очите на другите, како што тоа дојде во еден бран преку овие современи и давачи на услуги, психолози, коучеви и продажби на секаква трговија што е онлайн. И јога инструктори, и автошколи, што се вели. Значи, се оно што е наметнато како современа мода во која што луѓето, индивидуалци, почнаа да се развиваат и да прават пари од нешто, некако се наметна тој живот дека ова е суштината, ова е врвот, не согледувајќи дека всушност ние, односно тие, прават пари од луѓе кои што им се, што се вели, браќа и сестри, бидејќи тој порив за правење на пари и успех и огромни пари за себе се од кои? Од обичниот народ, од луѓе кои што едноставно се залажуваат себе дека тоа ќе биде врвот, дека тоа што ќе го земат ќе ги направи среќни, дека тоа ќе им помогне да ја најдат вистинската среќа или успех или напредок во животот, дали е тоа личен развој. И на тој начин не го добиваат врвното, они можеби попатно учат некои мали ситници, меѓутоа позадината во која што лежи материјалното, алчното и поривот за успех, ги води и ги воспитува кон еден сосема погрешен пат, кој што не е тоа суштината на животот. И за жал, ваквите индивидуи кои што имаат такви профили и пласираат лажен успех, односно не е лажен, туку е реален успех со наводно многу следбеници, ама лажен успех за суштината на животот, бидејќи успехот во животот не е тоа. Успехот на животот е да направиш од себе најмоќен карактер, како интелектуално, така духовно, така и психофизички во социјалните односи, да можеш да се носиш интелигентно и културно со се, а парите да ги направиш доволно за да можеш да живееш еден убав, едноставен живот кој што ќе ти донесе помалце изобилство од се, да почувствуваш, меѓутоа да не го живееш тој луксус кој што всушност тие преку профилите индивидуалци го манифестираат